А какви се состојбите во медиумскиот простор во Република Северна Македонија? Не треба многу да се анализира, доволно е само да се погледне извештајот за напредокот на земјава од Европската комисија, каде што е нотирано дека во земјата состојбите во медиумската сфера се забележуваат ограничен напредок. И тоа не е падијала, затоа што во повеќе сегменти немаме напредок, имаме стагнација, дури и назадување на некои сегменти од таа сфера. Медиумите се уште поделени, за жал, по идеолошка, етничка, политичка основа, што е недозволиво за едно здраво демократско општество. Например, тука се уште е многу изразен говорот на омраза во медиумите, особено во онлайн медиумите, каде што имаме и голем проток на лажни вести, кој што е последниот, да речеме, најактуелен проблем. Истакнато е и копи-пест новинарството на интернет порталите, социјалните мрежи, што го загрозува правото на авторство на колегите во однос на другите и се уште етиката или само регулацијата некако како да не сакаме да си ја внесеме во нашиот двор, во нашата фела. Од она што се однесува на реформите, ние стагнираме исто и во реформскиот курс во однос на тука е македонската радиотелевизија, јавниот сервис, како и за смените на програмскиот совет, тие така двоместо, бидејќи не се постигна политички консензус, иако знаеме дека пратениците во многу наврати знаат за своји интереси, прашање од нивни интереси да го постигнат тој консензус. Од друга страна, и Советот на аудиовизуални услуги, и таму не се направени реформите, што многу ја назадува оваа проблематика во самата медиумска сфера. Можам да кажам дека во македонската телевизија, бидејќи нели требаше да биде определен 1% за финансиска независност, да се обезбеди 1% од буџетот на земјава, но се уште таа е некаде околу 0,59 последна информација која што ја имам, и тоа исто така покажува дека можеби елитите сакаат се уште јавниот сервис да го држат. Освен тоа што програмскиот совет се уште не е реизбран и работи оној кој што е на некој начин со истечен му е мандатот и во некој правен вакуум постапува, сега дополнително и со финансиските пресметки за кои гледаме дека има интенција и уште повеќе да се намалуваат, што не може да придонесе за се реализира стратегијата која што јавниот сервис ја има. Во однос на гледаме дека се поделени медиумите и во однос на тоа да се вратат државните владените реклами во медиумите, иако Сдруженијето на новинарите, односно сите сдруженијата, да кажам, во медиумската заедница, повеќе е да не се враќаат рекламите. Ти знаете, секој можеби паметењето не е проблем да некој има и минимално паметење да се сети дека тоа придонесе за еден медиумски мрак во земјата. Така што стагнираат процесите наместо да напредуваат, а тоа не може да биде обележје за земја која што се стреми да влезе во Европската унија и која што е членка на НАТО. В наредните денови ќе се одржат избори за председател на Сдруженијето на новинарите на Македонија. Вие сте кандидат за председателка. Како е вашата програма? Прво сакам да го напоменам мојот мотив зошто јас сакам да се кандидирам за председател на Сдруженијето, бидејќи во изминатиот период Сдруженијето не покажа никаква активност, беше како заспано, пасивно, што е недозволиво за Сдруженијето на новинарите, нешто што не се случувало во, да речеме, претходните
на претходниот состав кој што бил на Сдруженијето. Гласно и јасно треба да се адресираат прашањата, проблемите на новинарите. Новинарите треба да бидат прашани и тие да ги креираат политиките, медиумските политики, се она што ги засега. Например, вие не можете со штури соопштенија да сензибилизирате за одредени прашања, ниту јавноста, па ниту фелата. Да речеме, нападнате новинар или медиумски работник на работна задача и имате едно соопштение за кое што вели остро реагира Сдруженијето на новинарите. Знаете, секој во јавноста остро реагира кога ќе види напад на човек, на да речеме на тие појави кои што се нормални за да се осудат. Потребен е посилен и поодговорен притисок на институциите. Ние години наназад имаме напади, наместо да се намалуваат, тие се зголемуваат, значи веќе доаѓаме до бројка од 80 случаи на нападнати колеги. Имаме една, две или ајде да речеме 3 пресуди, сега да не калкулирам, но една од нив видовме дека судска пресуда која што е вратена на повторно разгледување во апелација, што значи дека судовите се уште не се сензибилизирани да препознаат, исто како и органите на прогонот, обвинителството, за кои сметам дека не е потребно нас да не внесуваат како да не внесуваат во кривичниот законник во одредба дека напад врз новинар ќе се смета како напад на службено лице, бидејќи и сега постојат одредби кои што се децидни како треба да постапат органите на прогонот, полицијата, обвинителството, во случај кога е нападнат и не само новинар. Новинарот е всушност обичен човек, обичен граѓанин, но разликата е во тоа. Зошто велам да се сензибилизира? Затоа што секој од нив треба да препознава кога новинарот е нападнат за време на работна задача, дека се работи за директен напад на слободата на изразување. Физичкиот напад е само напад врз лицето кое што ја завршува, но пораката е друга, да се замолчуваат новинарите, да се замолчува критиката, да се постигне само цензура од страна на новинарите, медиумските работници, нешто што има одредби во кривичниот законник и ние не гледаме судска пресуда, 2-3 како што реков претходно. Значи треба да донесуваат пресуди, треба да се види дека постои казнивост. Неказнивоста произведува, всушност предизвикува, ги охрабрува напаѓачите да ги повторат делата или други напаѓачи да го сторат тоа, бидејќи велат ние нема да бидеме казнети. Но во една земја која што како веќе почнува преговори за Европска унија и е членка на НАТО, како што кажав, недозволиво е да се напаѓаат новинарите, недозволиво е да се затоа што тоа не е одлика на демократските општества кон кои се стремиме. Така нема влез во Европската унија, воопшто, бидејќи се замолчуваат медиумите и не владеат правилата на демократијата. Друга работа за која што сакам да се ангажирам, во однос, да се произнесам во однос на последните превирања околу и заложби на некои одредени медиуми, да се врати и владата која што го стави неодамна на собраниска седница, членот 102 или законот, за да ги врати владините кампањи. Државата, според мене, не смее да биде главен финансиер во медиумите, затоа што на тој начин директно ќе ја диктира уредувачката политика. Значи, има основани сомневања и докажани претходни ситуации дека ќе се случи партизација, политизација на медиумите. Значи, пари во приватни медиуми или пари во медиумите од државата
или од политичките партии, ве гледате во кампањите, имаме ние секои избори влез на околу 5 милиони евра во медиумите преку кампањите кои што ги прават политичките партии. Такво финансирање, таков вид на инјектирање на финанси можат да се реализираат во медиуми или не се тоа медиуми, извинете, туку политички гласила, партиски гласила, но не и во професионални медиуми. Затоа што, како што кажав, доколку се вратат тие кампањи, ќе се претворат дел од медиумите кои што треба да се тркаат на национално ниво на пазарот, наместо да го прават тоа на пазарот, ќе ги добиваат средствата, ќе бидат ставени во погон како една политичка машинерија која што ќе треба да ги артикулира ставовите и агендата на политичките партии. Во светот е позната праксата за субвенционирање на медиумите, но тоа се работи за трошење пари на квалитетна медиумска содржина, која што има за цел да пласира истражувања, анализи, критика од новинарите, својата мисија која што ја имаат тие воглавном. Се друго, она на која што се цели е префрлање во смисла на перење на мозоци на луѓето. Да се изразам во оваа смисла дека тие пари би биле наменети за такви цели. Се субвенционираат во Европа медиуми, но тоа се печатени медиуми, медиуми кои што се малцински и медиуми кои што се локални. Од причина што тие не можат да бидат доволно конкурентни на пазарот, но не и националните медиуми, како што реков, кои што треба да се напреваруваат на пазарот. Јас мислам дека најбитно е во заложбите да се водиме од саморегулацијата, таа да обстои, да го оставиме на највисока точка на агендата новинарската солидарност и да се ангажираме за професионални стандарди и етички норми во нашето работење, бидејќи тоа е единствениот рецепт на кој што ние можеме да ја завршиме својата мисија, да работиме за одговорно да работиме за јавниот интерес, наместо да обслужуваме некои други интереси.